Лидерот во првата македонска фудбалска лига Вардар го продолжи атакот на двојна круна откако обезбеди пласман во полуфиналите од Купа на Македонија. Фенерџијата во шампионатот 11 октомври триумфираше на градскиот стадион во Струга со 2:1. Победа која не беше доволна да им осигура влез на Прилепчани меѓу најдобрите 4. Натпреварот очекувано започна со намудрување на средината на теренот, а првата прилика имаше Вардар. Десниот бек Илиевски центрираше, Ранџеловиќ со глава ја погоди гренатот гол на Корумовски. Во вторите 45 минути Прилепчани се отворија и трнаа на се или на ништа. Таквата игра вроди со плод во 52-та минута. Пелјановски го совлада Симов по асистенцијата на ново влезениот Спирковски. Голот на 11 октомври ги разбуди фудбалерите во црвено-црн дрес, скопени за игра ангажирано и агресивно, а тоа се исплатеше во 80-та минута кога Петров го изначи резултатот на 1:1. Во финишот на мечот дефанзивецот на Вардар Вајс го собори Мојсовски во казнетиот простор. За главниот арбитар Крстевски немаше дилема и покажа на белата точка. Најстрогата казна во гол ја претвори Гешовски, кој донесе пирова победа за 11 октомври. Добро, значи најважно од се е пласманот во полуфиналето. Јас и честитам на екипата на 11 октомври за денешната победа. Стварно изгина денеска на денешниот надпревар и очекувам дека и во натамошниот дел од првенството дека ќе се консолидираат и ќе успеат да се излечат од дното на табелата. Ние ќе треба во најскоро време да поправиме некои сегменти од нашата игра, значи да сватиме дека секој надпревар треба да го одиграме максимално, затоа што нема слаби тимови во ова наша прва лига, значи дека максимално мотивирани во понатамошниот дел од првенството ќе влеземе и по најскоро време ќе го заборавиме овој пораз. Точно така, фала на честитката. Знаете дека Вардар влезе со 2 гола пред нас од првата утакмица. Ние мораме да бркаме тој резултат во една стварно првенствена и типична утакмица каде со двата актери покажаа дека стварно во Македонија се игра добар фудбал. Победувме 1:0, Вардар изедначи, на крајот поново постигнавме гол, атакувавме на гола. И на крајот видовте 2:1 за 11, али тој е недоволен резултат кој Вардар го носи понатак и во овој момент сакам да му честитам и да му пожелам успех во понатамошното такмичење во овој куп.